сите идеме у Латана да јадеме, да кркаме, да видиме што има да каже Мандар, идеме до кај него да го соберам. Идеме. Зашо ја да го соберам уствари? Чекам малце, нели он имаше BMW? Чекај. Чека куре ја купил BMW, нели? Зашто ја да го зијам со кола? Ајде да видиме, ќе го прашам. Само што искочиме од The Strongest Center. Анита Максвин! Ако сакате да сте појаки, да вежбате некоја поречка вештина, MMA, бразилско џуџицу, The Strongest Center. Ба имате и теретана, имате све, условите се Макс. Анита Максвин! Тоа е тоа, идеме да го земеме Мандар. Бум! Кај си, чао? Како чичо Се Мандар? дотерала го? Чичо. Ајде, го земавме Мандарчо. Сакаш да ти кажам една прича или после? Идемо у кафана прво, ќе седнем. Ајде. Добре, дојде, фала ти што дојде. Таман работа. За кафана ја прв сум. Чекај, стој. Најбитниот дел у кафана. Значи новчаникот, тука, и клучот од BMW-то. Покажи го, дека свети го вака на страна. Ето, рентакар. Гледайте ги бојове. Све рентакар тоа да се знае. Само што го земавме од рентакар. Да, сега го земав од Само што го рентакар. земавме. Језда од М-кар го земав, ама М-кар, рентакар. Исти. Да. Сега ќе почне, зашто не можам да издржам више. Ајде, добро те најдов. Иначе ја, да знаеш, со алкохол сум слаб. И ја, не пијам, кога нема ич не пијам. Аз нема, брат, не пијам. Чи. Смеам одма да залогам. Зимај Само мувава да... да не стоиш шуптање. Едно мене, едно тебе, ја мислам. Ајде стај. Може. Као прав домаќин, чичо, одма нема. Влезам у кафана, Кафана. као своје дете ме прима кафана. Како дома. Жи ми све друго. Зошто баш каналот ти се вика Мандар? Баш ме интересира. Овие сирење во брат. Мака. За ти објаснам што е Мандар, може да се навратиме едно 500 години назад. Така. Пред да лукнем од сирењето. Мандаровски фамилија, мојата фамилија, има корења скопски 550 години назад. Толку знам. Да поише 550, може не се, ама 500 знам. Значи комети војводи. И сите биле Мандар, мандаровски односно. Сите што ќе видиш дека се мандаровски, Така. односно Мандар, ми се роднини. Ние сме племе, едно големо племе, скопска фамилија, племе. Така да Мандар произлегува од историските мандаровци и сега се презива мандаровски и тоа потекнема. Татко ми е Мандар, чичко ми е Мандар, дедо ми беше Мандар, Бог да ги прости сите дедовци, чичковци, ода. Значи племенски сме Мандар, машките се Мандар. И јас реков, иначе си имам заречено, ова не знам јавно дали сум го кажал, порано сме биле многу јака фамилија, нападнале и сега си имам заречено дека повторно ќе ги вратам мандаровски да бидат позната фамилија и мислам дека ми успева. Така. Мислам дека ми И ја успева. мислам дека ти успева. Така, па затоа сум тука. Така. Историја, значи. Има историја. Да, има голема историја. Сега не знам колку го тераш политички да го фатиме малце со... Мислам дека уште е рано за политика. Рано за политика. Знаеш ли историја дека ја немам пробано сирење у живот? И сега ќе пробам сирење. Сега дека ми стаи утањето. Ајде да видиме што ќе кажеш за сирење. Ова е многу треба да е овчо. Добро е ова. Па треба да е. Ти се свиѓа тебе на вкус? А треба да се Иначе спонзорирано ти е видео или моментално не? сме во Латан. Тука те чека. До полициска станица Беко да се дојде. Не, леле, друже. Значи, денеска се наоѓаме во Латана, карши полициска станица Пролече. Колку утнав, а? Ако ќе се научиш. Леле. Си утнал едно 2 километра воздушна линија. Така, ондека. Ништо, не е опасно, не е опасно. Ајде да пробам. Ова е голема работа, иначе стварно е ова голема. Што значи, кога јадеш, кога пиеш ракија, се јаде полномасно овчо сирење. Се мези. Насаж да ти дам јас. Сакаш да ми даш? Сакаш да ти дам. Со две раце ти се. Колку се? Не, сега најсериозно, брат. Не може да не се свија ваква работа. Сериозно, знаеш колку ми е променова? Огромно. пишеш сега, најсериозно? Не, најсериозно. Немаш проблем сирење. Немам прв пат пробам во живот. А ракија си пиел предходно? Сум пиел. А со што си ја пиел? Така бе со краставичка, ни салата не јадам, ова не јадам ништо. Друже, ја затоа го зацепив сирењето, бе. Кој видел аерот патлиџан? Колку си ја секаш татковината наша на скала од 1 до 10? Не се стана скала, брат. Кратко и Не јасно. ме чепкај за тие работи, Готово, зашо... готово. Па не можам како ти кажам, што да кажам, не сакам татковијата, идам по штабови. Кој е поголем патриот, брат? Тој што стана скала или тој што работи на каузата?
Джабе сакам некого ако не покажувам некого сакам. Баш, Така, баш. Джабе ја сакам како видам тако не работам на каузата. Така, тоа. Па затоа и ти стигаат вакви прашања, зашто работиш на каузата. Па види, сега работам на каузата. Пичко е. Ке ме зазмери. Како се работи на каузата? Иако стримам гейминг, Така. што ми пишува горе? Ти си ме гледал. Пишува Пишувате кирилица. кирилица. Така, прво и основно, пишувате кирилица. Второ, што е правила? Не збори против Македонија. Значи такви не дозволувам ни имиња такви да има, не дозволувам ни суптилно да се кажуваат такви работи. Така. Значи северни, меверни, тоа не постои кај мене на канал. И суптилно на публиката и ширам патриотизам и кажам и суптилно, ама и Баш така. директно и индиректно, Индиректно, како ти кажам. На секој можен начин што можам, работам на каузата. Така, важи. Важи, требаше мајца да си взема. Абе, имаш мајца важи? И па не донесе, требаше да ти донесе. Требаше ми. Требаше ќе беше сега. Важи! Друго прашање, дали јадеш свинско? На што ти личаме? Добро, дали јадеш? Да, бе. Јадеш. Може од таа свинското, Не види, не можам да дадам свинско, извини, религијата не ми дозволува. стварно? Да. Го гледав Ендрю Тейт многу и видов дека он конвертираш у ислам и јас пошто Харам, ми а? кажуваат дека сум го емитирал Ендрю Тейт, па реков ајде ќе сменам религија. Така. Харам е да јадеш свинско. Чичо, од харам знаеш што имам само? Низ граду харам, дрогирани пијам, баулја ми чарлијам, баулја ми... Кога сме ише кај баулја ми чарлијам? Добро. Десингерица. Го хейтар човекот, мисле дека е тежок папак, мисле дека е стварно селјак. И пред некој ден кога излезе Баулја ми Чарлијан, песна, како се ка дробилица. Решив да се задлабочам малце подлабоко у човекот, да видам што човек. И сватив дека човекот е тоа што бев јас на почетокот, кога почињав јас од дека со YouTube, тоа сакав да го правам. Значи што пре, евидентен трол. Си трола луѓе, ама евидентно трола. Не знам како не сте Ама сме на забележали. максимум, буквално. Да, си игра курот човекот со луѓето, буквално ги пелца, си прави пари и си заработува. Уствари, јас сметам дека Десингерица е многу паметен човек и дека е многу кеј дечко ако приват. Би сакал да го запознам, да видам што има да каже, ама сметам дека евидентен трол прави дечкото. Во колку улични тепачки си учествувал до сега во животот? Баш ме интересира. Многу, брат. Многу. Не ми се гледа под носот. Носот ми е скршен 5 пати, опериран ми е 2 пати. 2 пати од истата докторка, 2 пати ми го прееба. Имам огромни девијации, не можам да дишам. За сите што се заебаваат дека многу сум шмркал кокаин. Како бе, брат? Не може. Како? Со што бе, друже? Како? Види, пробувам. Се обидувам. На силу. Ама не иде. Пробувам. Иначе да, многу брат, многу тепачки. Порано бев многу бесен. До 8 оделение бев многу мирно. Ја бев бесен цело време, ама бев пичка. Немав муда брат да се тепам до 7-8 оделение. Прв пат 8 оделение, 8:1, така нешто беше. Ме нападнаа повеќе луѓе и ми пукна нешто, ми штракна мене. И само едниот што беше пред мене го грабнав и го тепав, односно го гудирав додека дишам. Си реков додека не умрам ќе гудирам. Ме бутна на земја, ме клоцаа све, ама не го пуштив. И после тоа реков брат, ова лесно било. Да, сега ги пакам цифри. Од сад па надале будуче, записачу на папир свакога ко ме истуче. И тоа беше пресудно. Промената. Да, тоа беше промената и од тогаш брат да чукнам од дрво, ме тепале, сум тепал, ме немаат бутнато ништо, ама тепачки брат, многу. Значи имало и со YouTube поврзано провокации. Имало. Последната беше пред па нема 2 месеца. Што збори? Да. Long story short, изедоа кјутек бајца бе. 45 минути пробував да деескалирам ситуација. 45 минути ме замараа, сега ја и ти седим. И да некој те замара, ти седна на маса, ти стана на маса, дојде те замара, ја те знам, ја вака ќе правиме така, ја добро брат, те молам, окей. На краја почна ти пцуе фамилија да тој, што ќе направиш? Така бе, така. Дали у тепачки некад си користил некаков вид на оружје или со раци? Никој. Јас имам една доктрина Така? и таа значи вака. Што ми дал Господ, ми дал 2 раци. Со тие 2 раци што можам да направам, ќе направам, поише не. Види да сум носел. Да, најчесто знаеш како? Нуклеарните оружја за што служат? За големи. Не. Нуклеарното оружје се вика детеренс. Значи, јас имам нуклеарка, ќе се осудиш да ме нападнеш? Така. Нема. Така. Затоа сум носел палка, ово на шипка, ти реков ми рече. Али никогаш да се стебам со тоа, да употребам не. Ама гледам ти ги Зашо прешање маче сега? с хлековине. Кој скрекови? На една рука? Стоиш на раце. Да, handstand push-ups. Да. Саш да правиме сега да сврти малце камерата тука да правиме слекција. Ајде, сега ќе ти кажам, стој не мрдај, седи. Вака се прави тоа, ајде. Една, две. Аха.
Ау! Беги со рачето. нема шанси, нема шанси. Беги со рачето, ајде. И со друга, да, ајде. Ама со другата имам саат на неа. Опа! Ајде, Чичо, можеш ти. Гледаш што ти прави ракија, брат. Ставите subscribe сите. Дајте му subscribe на Чивша. Ракија connecting people. Па била шанса дома да чуваш тигар. Дали би чувал? Обожавам мачки. Така. Мачки обожавам. Ама би чувал чита. Чита? Тоа е гепард. Да, тоа не е брзото. Гепардот е као мене, јас се осеќам ко гепард. Слабо, ама мамо е бачко. Што мислиш за Майк Тайсон, еве, нели требаше да се тепа со Джейк Пол? Майк Тайсон е еден од најдобрите атлети општо како спортисти што се родиле на планета некаде. Така. Го обожавам човекот. Човекот е животиња, дојден од ништо, од гомна и од лајна, брат, до светски шампион. И знаеш што го сакам највише? Што сите пари на курви дрво и алкохол ги има треба. Да. Сите пари. Мој човек. Брат, види, На тоа чувал. Тајсон се изнаживеа. Да, нема Кој може да каже дека живе. проживел? Така е. Кој може да каже дека проживел поише од Тајсон? Ама си го видел сега како зима вака печурки цела рака? Тоа не ми се свиѓа. Тие просветлувачки работи, ја земав ова, па се просветлив, па ЛСД, па сега не си ти тоа, брат. Да, некој Майк е Тајсон е Майк Тајсон, брат. Точно. Да не филозофирам. Ракија работи. Дали ти некад би влегол у ринг да се боксуваш за одредена сума пари? Да? Кој машко не би влегло и за без пари? Така. За чест. Така. Така? Да се докаже. Не, тоа е его. Јас зборам за чест. Пример. Има некој проблем со мене или мојата фамилија. Можам да го решам тој проблем на улица и да одговарам, или можам да го решам тој проблем у ринг. Кај ќе го решам? Ќе влезам у ринг и ќе му извам главата од рамење. Сигурно си видел YouTube бокс Македонија сега правиме. Кај е тоа? Организираме. Кој што тоа? У Скопје. Значи ќе видео живо на Вања Лайв. Кој е тој Вања? Вања Лайв е дечко. Почна нешто. Па добро, сигурно не, пошто не го знаеме, нема ни да биде тоа. Да, нешто бокс. Нема да биде тоа, бе, само зборот, нели гледаш све рента, кара све ова, све тоа. Да, на некој коли ренталово. Сигурно рента бокс кој му виде тоа. Сакам да гледам интересно ми е. А лайв киде така? Лайв киде. Така. Ти кидаш мој водителот со микрофон. Да, све ќе. Let's get ready to rumble. Па и тоа ќе опа. Да. Ми падна на чарите тоа. Добро, брат, ракија почна да ме удара. Бауља ми Чарлија. Пичиња. Не, боксери. Не, Обратно. Значи од овие двајца фајтери, сега ќе ти покажам двајца, еден да одбереш кој мислиш дека ќе победи. На изглед. Првиот е овој. Мартин. А го знам. Значи, дечко е над 100 кила. Добро. А он е многу висок, он е повисок 190 Да, кусур. да, висок е. Или овој. Ај, па брат, со оглед на тоа дека Мартин е повисок, морам да идам на висина зашто дужина на раката. Так. Така да Значи, мислам дека Мартин. Мартин. А што мислиш сега? Овој, Да. Добро. исто вежба у палестра, Да, ги знам дечки, сите што вежбаат палестра ги знам. така, или овој? Овој дечко ми делува како да има и поише искуство. Виктор. Значи, Виктор мислиш дека има поише искуство? Да. Затоа што другиот дечко ми делува како да не е фајтер, како да е билдер. Он е малце потежок од Виктор, Да. ама малце. Другиот дечко, Виктор се вика, Виктор, овој. ми делува како да има некакво искуство. Е сега Така. слика е ова. не Така, знам. така. И по телото не ми делува како да дига нешто тегови ваму таму, ми делува како да е нешто кросфит мусли. Кога би требало да се кладиш? Кој би избрал? Овој. Виктор? Да, Виктор. Покана ќе збориме ние накнадно за да дојдеш А писмена ќе ми ја даеш? писмена све стигна. Ја Кога на само- свадбата така? Само Не сум тука. Јадам гомна. Охрид сме до 10 август, затоа те препрашав. Така. Што ме на 20 и таму кој, тука сум. Готово. Дали имаш идол и кој ти ако имаш? Јас си служил некогаш за генералот Белисариус. Не. Епа, генералот Белисариус ми е, можам да кажам, еден од поголемите идоли. Зошто? Ради лојалност, ради тоа колку бил спремен, колку бил одан кон татковината. Ја извадил империјата, Источна империја од пропаст. Никогаш немал амбиции да биде император, да направи државен удар, иако императорот го имал затварано ради тоа. Останал лојален кон императорот. Ја завземал Картагена повторно, кога Западното римско царство паднало. Ја завземал Сицилија, ја завземал пола Италија, потоа цела Италија, значи ја го вратил Рим на мапата. Како рече Белисариус? Белисариус, генерално Белисариус. Омилено место у светов, значи у цел свет, омилено место. Уф, Македонија. Поконкретно, место у Македонија еве? Искрено, Да. брат, јас многу сам природа, али морам да го одберам Охрид како регион.
Охрид. Да. Лани изедов гомна, дека никад више не бидел на одмор во Охрид Така? и не бидел ради цените. Ама оваа година кога отидов, Много јас бе, Охрид го немам видено трезен, тоа сватив. Сега го видов трезен. 3 дена 4 бев таму трезен, брат. И сватив дека не мораш да идеш таму кај што е најскапо. Можеш да идеш и на поевтини места. Има и за поевтино, има и така да повлекувам све што сум кажал за Охрид. Факт е дека е скапо, али повлекувам све, не сум бил право, не сум бил трезен. Кога сум више кај природата, кај тие работи, Македонија не ја давам за ништо. Такви природни убавини, планини, манини, ово на све. Али животна желба ми е да идам у некоја дождовна шума, брат, и у Сахари, Махари, такви работи. Многу сакам авантури, многу сам природа. Значи све што е екстремно, ја би го отишол. Значи дождовни шуми, Сахара, некоја, ама не Египет. Значи у Намибија да идам, ме разбираш? Што бараш во Египет? Кој иде на одмор во Египет? Не заебај. Ти да ти јам кој е? Ја идам. Папаци. Лазаров да ти јам. 350 евра земал ултра all inclusive. Во Египет. Кладови ќе вози, па тоа марамите таа, па нешто кура. Кој е во Египет? Шеици, меици. Дали некогаш си пробал и што мислиш за марихуаната? Дали сум пробал? Да. Брат, че ја марихуана не можам да мириснам више, поради тоа што сум ја препробувал кога требало да пробам. Сум се хранел, се шалам. Иам пробано, сум кажал многу пати. Мене не ми прија, брат. Ми ствара некоја одвратна параноја. Јас сум единствениот човек што треба, односно марихуана го тера на агресија, брат. Не знам, имам некој проблем со мозокот, брат, кој се надувам, мислам дека сега да седам, ќе мислам дека ти ми јадеш гомна за тоа како го јадам патлиџанов. Викаат од еднаш педер не се станува, ја 3 пати пробувам, ја педер уште не сум. Кога би правил песна со некој светов, со кој би направил песна? Личам ја на Лазаров. Би направил, ако е рап, бумба. Бумба прап. Тоа би направил. Ама со кој? Со Ice Cube. Со Ice Cube? Да. Ама да биде тоа 90-тите, 90s бумба, брат. Со кола да скока. Така е, со лоурайдери. Ice Cube е легенда од тоа време. Со кој да сакам да направам? Со Snoop Dogg, да, ама он бумба пата. Ќе треба на агресијата малку. На агресија, да, ќе треба со бонг. Знаеш ли што друго ме интересираш? Шо бе, чичо? Кој фризерски салон се грижи за твојата фризура? Фризерски салон, мистер Барбер. Ваква фризура, вакви локни. Погледни, гледај се, едно гледај се. Овде сум степенасто фатен. Тука сум со степен, ме гледаш? Така. Тука сум степенасто, овде имам андеркат. Па. Да, тука шишката ми ја прави со овака осика со оние за ладна фризура витлери што се дрвените со ластичиња. Со тоа ми ја прави. А од страна викаш skin fade. Тука skin fade, да, тука ми ја прави малце со ножици, малце со машинка. Така. Али кај Ерко ќе отидете у мистер Барбер, ако немате коса ќе ви пораз. Знаеш кога приметив дека немам коса? Пред година дена. Знаеш зошто приметив? Односно зошто немав приметено? Зашто цело време вака се шишам од 7 оделение. Ја мразам коса, бе, брат. Барам сега да ако има некој нека пише у коментар кај идам да ми ја извадат, да ми ја отстранат косата. Не сакам коса. Шална страна, сега пред да дојдам онде, пред да снимам. 5 минути пред огледал, 10 минути. Си шишав и дојдам. Мајка ми е фризерка, по струка. Ја бев првото дете што се појави 5 или 6 оделение бев. Коса до тука, зелено фарба. Не се заебавам, имам слики, ево зев зелен. 5 оделение, 6 не сака да ме пуштат у школа. Класната мислеше дека сам сум си го направил тоа. А моите се такви, никогаш не ми забранувале ништо дома. Што ми менја тоа, каква боја ми е косата? Ти сакаше? Да, брат. Што ми менја тоа? Која боја ми е косата? Ама реално, крадам, тепам, што пушам, се дрогирам, што правам? Мамо, сакам така. Так, 5 минути рано. И класната е воење дома. Дете овака, имајме, па ја го фам. Што ги кажа? Сварно. Дома да си го земете, ваков не е примерен. И мајка ми у школа. Зошто не е примерен? Зошто не е примерен? Ама, знаеш, нема добар имиџот. За да се офарбаш зелен, мораш да си прво избалансиран бел ваков, као капава. Зашто не фаќа бојата. И мајка ми ме среди, ама бела косата здола и пак фаќа боја. Внутрента, пример, сум отишол розев, внутрента зелен, ја заинат после. Леле. Плав, сите бои ги смени. Машала. Чекај. Рече дека е свинско, дека. Ја гладен дојдов, бе. Зумира. Фала, чича. Здраве да имаш. Ама за тебе шарска, за мене Не, ова е мускул, да. Ова е плескавица замотана у сланина со кајмак одозгора. Латана. И ова е добро, бе. Значи превкусно е вакво јадење, не сум пробал до сега. Што преживам? Не сум тако, бе, брат, немој се, ако ти кажам розова коса, сум имал зелена коса, тоа немој се. Ти рече 2 пати си пробал. 3 пати.
И не се осеќам така. Зборам? Се вкусен на градоначалник во колба. Друго нешто добро. Како се викаш овој генералов? Кој? Беласириус. Белисариус. Белисариус. Кога би го сретнал него, твојот идол, Добро. што би му кажал? Што би му кажал? Мојот живот за вас. Сила и чест. Вака се поздравува на тие. Да не ме свати некој погрешно. Мојот живот за него. Така. За таков човек вреди да се умре. Ке те опеваат, гледаш после 1000 години Да. и доле на некој, Да, така? да, баш, За баш. тоа вреди да се умре. Вреди, реално. Ова сум Остана. на тоа озбилен. Остана. За многу малце луѓе би сакал да го дам животот, тој е еден од луѓето. Воин на православието, христијанството. Ајде, гаси тоа камера, ајде. Ајде, доста. Не доста, за шовек тука да јадеме или што? Чичо, Чекај. Фала ти уште еднаш што дојаш, Фала ти што ме што ме вик. испоштува. Фала ти што ме викна, брато, мило ми беше. А, Се надевам дека големи не се надевам, јас знам дека те чекаат големи работи. Се гледа тоа човек кој што работи, се трудиш натака нака, те гледам дека на 100 страни си. Така се стекнува и богатство, ама и слава, и работа, и све што ќе помислиш, така се стекнува, така продолжи така, имаш поддршка од нас, квалитетен си. Знам дека ќе успееш. фала ти. Тоа е тоа. Многу ми значи. Многу ми значи да знаеш. Ајде уживаме се во храната. Дечки, чао. Ставите лайк, сабскрајб кај Мандар, кај мене. Кој не сте кај Вања, лайк и сабскрајб, а поготово сабскрајб војна му стечајка. Ајде. А со враќањата не било рента. Па прочитај бе, тикво. Васил Мандаровски. Не е рента да знаете сите, грешкавев, Лазаров ме зајава. Ставите лайк, шер, сабскрајб, кај Мандар, кај мене и тоа е тоа. Се гледаме во следното видео или вечер на стрим. Чао!